50 таблети ќе бидат донирани на деца од ранливи категории со посебни потреби или пак семејства со повеќе деца. Се работи за донација наменета за ученици во основното и средното образование во Тетово. Во општина Тетово невладината организација Сонце ги додели таблетите на општината, која потоа ќе ги распредели на децата на кои помошта им е најпотребна. Се работи за соработка помеѓу повеќе организации и партнери. Таблетите ги доделуваме на општината, тоест на училиштата, а потоа училиштата ќе ги додадат на децата, бидејќи они знаат да ги идентификуваат кои деца, без разлика на етничка припадност. Свесни сме дека е ова донација многу скромна, меѓутоа благодарејќи донацијата ја донира ГИС, Македонија, Налас и ЗЕЛ, значи во соработка со нив. Ние сме како нивни субгрантисти и исто така доделивме 16 лаптопи во општина Куманово. Како дополнителна активност на ова акција е дека после тоа, откако ќе им се доделат уредите на децата, ние имаме експерти кои ќе ги воведат во платформата на онлайн учење и кои ќе помогнат онлайн наставата да се движи безпрекорно и за таквите деца. Ахмет Ќазими од секторот за јавни дејности Тетово истакна дека од самиот почеток на онлайн наставата се работело во насока да има целосна опфатност на учениците во новиот начин на спроведување на истата. Процентиве на ученици што ја следат наставата од дистанца е многу висока, над 90%, што е над државниот просек. Сите иницијативи што се во оваа насока за обезбедување на компјутери и за подобрување на процентот на вклученост на учениците се добре дојдени, така да во оваа ситуација благодарност до Налас, благодарност до ЗЕЛС и да нивната партнер организација од Тетово Сонце што обезбедија таблети за учениците од основните и средните училишта, кои што ќе го подобрат процентот на вклучителност на нивните во онлайн наставата. За време на пандемијата, од организацијата Сонце преку Ромскиот образовен фонд доделиле околу 400 таблети за деца во повеќе општини низ земјава, а доделували над 4000 хуманитарни пакети за семејства во соработка со Фондација Отворено општество.